болницата за зависности више сум 20 на години, така да доаѓам од институција каде тешко се излага здрав прав, но имаме надеж. Еве, како прав јас да се тргнам од тие сите подмокли тивки убици што ги викаат хепатитот С и сите тие работи. Тоа само може да се праша, еве ние ќе кажеме на жаргон на скопски, куварот што ја прави таа дрога, може да знае што има, а сигурно нема убави работ, добри хемии. Сите што се зависници надвор, еден ден да ги прашате како им поминува нивниот ден, ја мислам дека нема добро да слушнеме. И у наше време имаше дрога. Дрогата од 90-та година Македонија така подостапна. И у наше време имаше, али за жал немаше ваква младина пред све. Тоа е многу жално. Сега е више ван контекст извадено. Ова не се дето 14 години више он знае понатака што прави у животот. Такво време дојде сега. Најмалото дете кој инјектира дроги, кога го контактиравме, имаше 8 години и имаме контактирано дете од 3-4 години кое инхалира лепак. Па и не е претерано да кажеме дека имаме епидемија на стимуланси кои ги користат млади. Ако порано имавме епидемија од употреба на опијати, сега се соочуваме со епидемија од употреба на стимуланси. Откако е затворен центарот во април 22 година, имаме теренски смени во Шуто Оризари, меѓутоа самите теренски смени не се доволно да ги опфатат сите клиенти кои претходно ги контактиравме. Некои од нив ги опфаќаме преку теренските смени, некои од луѓето кои претходно ги контактиравме доаѓаат во другите дропин центри на ХОПС и за жал дел од клиентите многу ретко ги контактираме. Многу податоци говорат дека се најсиромашни, маргинализирани по различни основи. Проблемите со кои се соочуваат заради дискриминација или стигма се уште поголеми кога таа дискриминација интерсекцијска, да кажеме, роми употребуваат дроги. За жал се уште се случува и во здравствени институции и во други институции да бидат дискриминирани или да не добијат квалитетна или навремена услуга за тоа што се корисници на дроги и роми. Двојна дискриминација. Моментално не сум во работен однос, не примам никакви примања од државата и може да се каже само имам име и презиме на моје име нешто. Од оваа држава друго ништо. Оставен сам на себе. Луѓе кои доаѓаат и кои ме потребна повеќе од што треба таа помош и кој преживи причаче. Кој причаче се знае, значи кој како се снајде.